го чувме Словото Божјо и ја верувам дека одма ќе помислиме дека е тешка тема. И навистина е тешка тема. И зашто јас ја одбрав оваа тема? Па за и мене да ми се разјасни. Затоа што има една пословица на универзитетите, викаат, ако сакаш нешто да разбериш, припреми предавање, односно проповед. Ако сакаш нешто да научиш, напиши книга. И па, ете, јас малце се потрудив да видам што е значењето на овие зборови од нашиот Господ. Мнозина не ги разбираат овие зборови, овие цитати од Светото Писмо, иако мислат дека ги разбираат. Тие зборови лесно се паметат. Освен тоа, тие се цитираат често погрешно и се злоупотребуваат. Овие зборови не судат за не бидете судени, многу луѓе ги знаат да ги цитираат. Например, ако некого го помениш за некој греф, тој одмah се брани со цитирање на овие стихови. Вика, не суди да не бидеш суден. И со тоа може да не блокира, да ни даде шахмат, затоа што тоа се зборови на Исус Христос. Но, која е суштината на оваа порака од Светото Писмо? Мораме ние да гледаме контекстот или соседниот текст, затоа што многу е погрешно да се прави теологија базирана на еден стих од Светото Писмо, дури некои уште полошо прават на дел од стих. Контекст има овде непосреден, но и има контекст на целото Свето Писмо. Непосреден контекст, да кажеме, гледаме дека во ова судење не се работи овде за воопшто дека е забрането да се суди. Но забрането да се суди на погрешен начин. Неправилен начин. Бидејќи се спомнува укорот лицемеру. Во стиховите 3 до 5 гледаме дека оној кој суди е лицемер. Неправилно суди. Но треба да се суди на правилен начин. Во стихот 6, например, таму кај што вика не си го фрлајте бисерот пред свињи и кучиња. На што се однесува тој текст? Прво, ние за некој човек да го карактеризираме како куче или свиња, треба да судиме, да го препознаеме како таков. Значи, таму гледаме дека е потребно да судиме. Затоа што овде, во овие цитати, зборот суди има доста широко значење. Например, овакво значење: осудува, тужи, донесува заклучок или уредба, стекнува уверување, одлучува, промислува. И во нашиот јазик истото значење. Значи, пошироко посматраме зборот суди, значи да има став за нешто. Значи, ние мораме да имаме став. Ние за се имаме некаков став. Да се има правилен став, да се има разликување што е добро, што е зло, е една карактеристика на зрел христијанин. Значи, сепак ние мораме да судиме. Библијата всушност многу го говори за судење. Ако се погледа во конкорданца, ќе се види дека тој збор се среќава многу пати и во Стариот Завет и во Новиот Завет. Ние знаеме дека Бог ќе суди на крајот од времето. И дека верните ќе му помогнат во тоа. Ќе имат чест заедно со Бог да судат. Но знаеме ли ние да судиме? Дали сме способени да судиме? Тука е проблемот. Бидејќи погрешно судење може да има многу лоши последици, затоа Господ прво таа опомена ја дава.
Значи, погрешно судење може страшни последици да има. Да се стане судија не е лесно. Прво треба да завршиш правен факултет, а потоа следи судски испит. Но и тоа не е доволно. Треба да те изберат за судија. Кај нас тоа го прави парламентот, меѓутоа тамо одлучувачка улога имаат партиите. Потоа и судиите се предмет на испитување. Има судски совети, председател на суд, па од време на време ги оценуваат колку ефикасно судат. Тоа е многу честна професија во светот. Тие имаат посебна облека, свечена облека, како што милиционерите имаат посебна облека, така и судиите. Дури можда кај нас после Втората светска војна со доаѓањето на комунизмот, судиите не носат перики. Ако видовте на Хашкиот суд носат перики, секој ги ословува честити судија, поштовани судија, имаат високи плати и мнозина сакаат да станат судии, бидејќи имаат голема чест во општеството. Но за жал и ден денеска многу судии судат неправилно. Услов за влез во Европска унија, реформа на судскиот систем. Како христијаните да се припремат да бидат судии? Многу тешко. Која литература? Знаеме, Светото писмо е литература. Но не е тоа доволно. Не е доволно, затоа што може човек да го знае на памет Светото писмо и пак да суди погрешно. Треба да го веруваш и да го практикуваш. Ние во Новиот Завет викаме еден израз имаме што потекнува од самиот Господ Исус Христос. Треба наново да се родиш. Но и тоа не е доволно. Ќе видиме после и со друг цитат дека треба да имаш стаж во тоа одење со Господа. Значи, треба да имаш едно искуство во практикување на учењето на Светото писмо. Значи, ќе видиме таму едно својство се бара да не биде ново крстен. Значи, може човек да се наново роди, али убавите својства на карактерот нема да ги стекне веднаш. Него треба време и практикување. Во Стариот Завет Мојсија судеше. Неговиот таст го поучи, му рече, избери си судии. И он избра суди, бидејќи не можеше толку народ да суди сам. На секој 1000 постави судија, па на секој 500, на секој 100, на секој 10. На секој 50 и на секој 10 посебни судии. Ние видовме кога разгледуваме послание до коринтијаните дека во Коринтската црква имало проблеми. И Павле им вика дека вие треба да судите. Прво имале некои меѓусобни расправи за ситници, да речем некој некого навредил, или меѓата, нивата, оградата, и оделе да се судат пред светските судови. Но Павле вика, зарем нема во црквата достојни луѓе да изберите, па да пресудат. Значи, за ситни работи, верните еден со друг не треба да се судат пред световните суди и судови. Но имало и скандалозни гревови. Во прва Коринтијаните гледаме, Павле ги укорил, има меѓу вас еден кој е интимен со жената на неговиот татко. Веројатно била маштеја негова. И Павле вика дека јас го осудувам и вие да го осудите. Да се предаде на сатаната за уништување на неговото тело.
Да, има контрадикција во Библијата. На едно место вели не судете, на друго место вели судете. Нема контрадикција, но бара подлабоко разбирање. Библијата не учи како, кого и кога да не судиме и како кого и кога да судиме. Значи има тука разлика. Често пати ова зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, се цитира само до тука. Меѓутоа реченицата продолжува, а гредата во своето око не ја гледаш. Значи, целата реченица треба да се цитира. Или како можеш да извадиш, како можеш да речеш на брат ти, дај да извадам раската од твоето око. И запираат тука. А во твоето око има греда. Значи, ние доаѓаме во една опасност да или занемаруваме нашиот грев, или имаме некој таен грев, што не онеспособува да бидеме суди и истиот грев да го судиме кај нашиот ближен. Ако жигоса на совест имаме, ќе бидеме брзо плети да осудиме. И ако истото го правиме. Меѓутоа, нема ништо тајно што нема еден ден да стане јавно. Ако пак сме премногу совесни, може да одиме во друга крајност да избегаваме целосно судење. Значи, и друг пат сме слушале во проповеди дека најчеста грешка на христијаните да одат во крајности. Или во едната крајност, или во другата. Раската, односно гревот, мора да се извади. И ако неće никој да ти помогне, тоа не е правилно. И братот да речи, неќем да се мешам, неќем да судам. А ти имаш проблем. И дури и докторот, односно проповедникот, и тој да избегава. И тоа не е нормално, бидејќи за да продолжи животот, гревот мора да се отстрани, да се реши. Затоа барај брат кој добро гледа и од него барај помош. Тој треба да помогне. Значи, сепак треба да се суди, ако треба и да се осуди. Може ли третиот слайд? Да. Еве тука и таксативно се наброени случаите кога не смееме да судиме и да судиме на неправилен начин. Например, првото правило во случај да немаме доволно факти, да немаме информации и докази, не прерано. Или да судиме врз база на неиспитани гласови, оговарања. Без истрага, значи. Ова често се случува. Во Јован 7 глава 51, кога Исус Христос, Господ наш, проповедаше и вршеше дела и се расчу гласот за Него, се возбудија верските водачи и правија совет. Меѓутоа, Никодем, кој беше на состанок со Господ ноќе, се осмели го дигна гласот и рече: осудува ли нашиот закон некого, ако најпрво него сослуша и дознае што прави? Многу правилно, значи, треба истражување. Во светот често се случуваат вакви аномалии. Например, после Втората светска војна, кога окупаторот заминал од Велес,
партизаните брзо плето собрале 53 мажи и ги стрелале, без никакво судење. Може би некои заслужувале, но судење немало, ни докази. Може би некој бил само наклеветан од некој негов непријател. Значи, сте гледале криминални филмови. Таму треба да има, обавезно има истрага. Се барат сведоци, се барат докази. Ако е било убиство, се бара ножот, се бара пиштолот. Но дури и тоа не е доволно. Може некој да рече, јас убив, а за да заштити друг. Тоа судот ќе му рече, покажи како уби, со што го уби. Каде е инструментот со кој уби? И може да го фатат во лага. Значи, тоа е истрага. Второ, судење на мотивите. Значи, ние не знаеме што е во мислите на човекот. Ние често викаме, јас знам што мисли тој, дека мислам јас. Во суштина ние не знаеме кој што мисли. Само Бог ги знае мислите и некои работи се тајни и Бог еден ден ќе ги излеси на виделина. Затоа вели, не судите прерано и оно што е скриено. Има скриени работи. А дали ние би сакале да ги судат нашите мотиви? Значи, со лажни сведоштва луѓе биле прогонети и на Голи оток, во Сибир. Потоа трета точка каде не треба да судиме, според нашите сваќања, традиции, преданија, собствена филозофија. Обично тоа се работи што не се нити добри, нити лоши. Фарисеите се типичен пример. Случајот на фарисејот и цареникот од Новиот Завет е познат. Фарисејот го осуди цареникот на основа на неговата традиција. На Господ му рекол, зошто твоите ученици јадат без да ги измијат рацете? Тоа беше предание на татковците, а не беше Божи закон. А фарисеите го кршиле Божиот закон. Вика, вие обрезувате во сабота. Има една илустрација, малку се чудна. Можда не било вистина. Вика, двајца разбойници сакале некој да ограбат, ама не можеле да сретнат некој богат и сретнале некој овчар. Рекле, че го убиеме овчарот и видиме, можда има нешто пари во него. Го убиле овчарот, пребарале немал пари, имал само лепи сирење, а рекле, барем сирењево, че го изедеме и лебот, и почнале да јадат. Меѓутоа, другиот скокнал и рекол, стој, денеска е петок, вика. Не треба да мрсиме. Тука спаѓа и нека собствена филозофија или за празници. Зошто денес работиш празники? Треба ли елка за Божик или не треба? Во такво прашање и цркви си имат разделено. Посетуваш биоскоп, посетуваш театар, си бил во кафана, љубител си на гулаби или имаш некоја пасија или хоби. Овие случаи спаѓаат во слаби во верата. И во 14 глава од Римјаните вели, примајте го слабиот во верата, но не за да го судите неговото мислење. Еден верува дека смее да јаде се, а оној кој е слаб јаде само зеленчук. Оној што јаде, нека не го осудува оној што не јаде, зашто Бог го прифатил таков.
Кој си ти што судиш туѓ слуга? Тој стои или паѓа пред својот господар, а ќе стане зашто е силен господарот да го подкрепи. Едни ги разликува деновите, други сите денови ги сметаат за исти. Секој нека биде наполно уверен во своето мислење. Ако живееме, живееме за Господа. Ако умираме, умираме за Господа. Зошто сите ќе застанеме пред Божиот судски престол. И така, секој од нас за себе ќе одговара пред Бог. Значи, ова често се случува, можда не кај нас, него во некои цркви, ако дојде некој заинтересиран да услушни Словото Божие, а е со нека долга коса, хипи фризура, и веднаш да почнат да го критикува, да речат ова не смеш да го правиш, ова не смеш да го правиш. Или ако пуши, па што ако пуши? Тој прво треба да се обрати, да свати дека не чини, па Господ ќе му даде помош еден ден и ќе се откаже. И од пиење, и од пушење. Значи, ние можеме да го уплашиме и да го истераме уште на почеток. И некој млад, како што реков, со долга фризура. Има една друга илустрација, ваква вика. Во една црква, една жена многу била намирисана. И луѓето малце понастрана од неја седнувале. И проповедникот тоа го приметил. И на крај рекол, морам нешто јас да реагирам. И е викнал насамо и рекол, сестро, зошто ти толку многу се мирисаш? Па предизвикуваш соблазан меѓу членовите. Таа рекла, господине, јас работам во фабрика за парфеми. Пристрасно, лицемерно, според надворешноста. Не смееме да судиме според облеката. Некој сиромав, облечен во скромни алишта, според богатството, дали ќе му правиме чест на богатите, поголема отколку на сиромасите, положбата во општеството. Некој има поугледна положба, некој нема угледна положба. Образованието. Сите сме различни. Или учество во власта. Праксата покажала дека тие што се на власт, тие што се богати, не сакат по правило да му помогат на сиромасите, туку сакат уште и повеќе да ги искористат. Да им работат без пари. Марксизмот велеше дека за социјалните разлики крива експлоатацијата. Тоа е само делумично точно, зашто има многу фактори тука. Двајца браќа од исти мајка и татко, кои ќе влезат во животот, имаат различен успех. Значи, причината е многу посложена. Игра улога дарбите, среќата, карактерот, посветеноста, здравието, гревот, Божиот благослов. Луѓето едноставно не се еднакви. Ова убаво зборува Јаков во своето послание, 2 глава, 1 до 13 стих. Цитатот е доста голем, веројатно се сеќавате за тој цитат, кај што вели, ако во црквата ваша влезе еден со златен прстен, па вие му велите, седни овде ти напред, седни до мене. А влезе еден со бедна облека, па му речи, стои ти таму кај вратата. Вие, вика, сте направиле погрешно суд. Може да се прочита тоа од Јаков. Еве и други цитати има во 1 Петрова, Јован 7:24, 5 Мојсиева, изреки 21. Двојни тегови мерки се мрски на Господа во изреки. Во 1 Петрова 1:17, иако го нарекувате татко оној кој непристрасно суди секој поединец според делата, поминете го
со страхопочит времето на својот живот и така натаму. И самиот Господ ги опомена фарисеите за судење според надворешноста. Им рече во Јован 7:24: не судите според надворешниот изглед, туку судете праведно. Тој случај беше кога Исус во расправијата со фарисеите при средбата во храмот за празникот Сеници. Тие го поценија и рекоа: како може овој да има толку големо знаење кога никогаш не учел во нивните школи фарисејски. Понатаму да не ја судиме службата на другите христијани. 1 Коринјаните 4:1-5. Самиот Павле изјавува ова, а тоа важи и за други слуги Божии. За мене сосем малку значи што не осудувате вие или друг човечки суд. Всушност ни јас самиот не се судам себе си. Господ е тој кој ќе ме суди. Затоа не судете ништо пред време, пред да дојде Господ, кој ќе го изнесе на видело скриеното во темнина и ќе ги открие намерите на срцето, и тогаш сечија пофалба ќе дојде од Бог. Понатаму имаме да не судиме жестоко со непростување. Интересно, оној скандалозен греф од првата Коринјаните, црквата го осуди и Павле го осуди, веројатно братот го исклучиле, но тој се покајал. И во второто на Коринјаните Павле им вика: примете го назад, вика, да не гре жалоста да го уништи тој човек. Примете го пак. Значи, бидете милостиви. Интересно е што во цитатот, во оваа проповед што го цитиравме на почетокот, има еден стих, тој е вториот стих, дава еден принцип на сетва и жетва. Вика, со каков суд судите, со таков ќе ви се суди. Тој истиот принцип на сетва и жетва. Во друго Евангелие, таму во Марко, се однесува на Божите благослови, во разбирање на Светото писмо. Кој нема, ќе му се земи и тоа што го има. А кој има, ќе му се даде уште. Еден принцип, може би неочекуван за наше мислење, но така е. Ако проучуваш Светото писмо, ќе ти се открива. Ако не проучуваш, и тоа што го знаеш, ќе го заборавиш. И понатаму во Лука и во однос на давањето, принцип на сетва и жетва. Кој богато сее, богато и ќе жнее. Тоа е принцип и во физичкиот свет. Ако добро семе фрлиш во нивата, ќе добиеш добра жетва. Ако добро инвестираш, ќе заработиш добро. Понатаму, да не го судиме братот, зборувајќи лошо за него. Имаме цитат од Јаков 4 глава, 11-12. Не зборувајте еден против друг, браќа. Оној кој зборува против својот брат или го суди својот брат, зборува против законот и го суди законот. Ако го судиш законот, не си извршител на законот, туку негов судија. Има само еден законодавец и судија, оној кој може да спаси и загуби, да погуби. А кој си ти што го судуваш ближниот? Значи, не смееме лошо да зборуваме за братот. Сега сепак, рековме, во почеток, без судење, овој грешен свет не се може. Ние видовме дека коринтијаните мора да судат и во црквата. И самиот Господ го рече тоа: ако сгреши нешто братот твој, оди покарај го насамо. Ако
Тоа е во Матеј 18 глава. Ако се покаи, си го придобил братот. Ако не сака да слуша, земи уште 20-тројца браќа и заедно опоменете го. Ако не ичи нив да ги послуша, изнеси го предметот пред црквата. Ако и не неќе да ја послуша, вика, нека ти биде како неверник, како цариник. Значи, во црквата има судење. Интересно е што има некои ставови од некои луѓе во историјата и може би денес да има. Велат, во Стариот Завет имало судење, во Новиот нема судење. Разликата во Новиот и Стариот Завет е што во Стариот Завет е представена теократија. Бог владеел со избраниот народ преку пророци, преку суди, кои тој им дарувал Свети Дух и народ ги препознал дека се од Бога обдарени со Свети Дух да судат. Сега нема теократија, практично, христијанска теократија нема никаде. И световното судење е одвоено од црковното судење. Црквата може да се суди за своите погрешки на членовите, а во светот се судат други работи. А Божиот суд пак е уште по-детален, он ги суди и мислите, и помислите, и намерите на срцата. А светските судови не можат чувствата да ги судат и да ги судат мислите, него само делата. И сега, рековме, ние треба да видиме луѓе со критичко мислење, да знаеме што е добро и зло, и тоа е карактеристика на зрел христијанин. А тоа се стекнува многу тешко. Верниците треба да судат за доктрините во проповедањето на учителите и проповедањето преку речта Божија. Матеј 7, 15 до 20 вели: чувајте се од лажните пророци, кои ви доаѓаат во овча облека, а внатре се ненаситни волци. Ќе ги препознаете по нивните плодови. Се бере ли грози од трње или смокви од чичка? Значи, ќе ги препознаете по нивните плодови. Замислите, ние како верници треба да ги судиме науката што ни се проповеда. Малце чудно звучи, меѓутоа ако ти не разликуваш што е добро и зло, правилно и неправилно, ќе те заведи секој. И Господ тоа го дозволува. Тоа заведување е казната затоа што ти не го проучуваш Светото Писмо, не ја знаеш вистинската наука и ќе те заведи некој. И Господ тоа го дозволува. Зашто не си се потрудил. Значи, ние имаме право да судиме дека некој проповеда правилно или не. 1 Јованова 4.1 вели: препознавајте ги духовите, зашто не се сите духови од Бога. Во Јованова. Христијаните треба да се способни да просудат дали другите верници се вистински христијани, со цел правилно да се послуша наредбата на апостол Павле во врска со женидбата. Тоа е наредбата во 2 Коринтијаните 5.14. Што е цитат? Не впрегнувајте се во јарем со неверниците. Значи да се ожениш, омажиш, се впрегнуваш во јарем. Вие сте виделе јарем, може би некој од младите не видел јарем. За да ора два вола, ги стават во јарем. Има еден отвор за едниот вол и за другиот. И кога ќе ги стават во јарем, не може едниот да оди на друго место другиот. Мора да одат во исти правец и даораат. Ако се впрегниш со неверен, од нема да ја цени службата Божја,
ќе сака по светските работи да оди. Светска кариера да прави. И цел живот ќе се мачиш. И не може ти да служиш на Бога. Да го славиш Бог. Не впрегнувајте се, да. Не впрегнувајте се во нееднаков јарем со неверниците. Впрочем, што има заедничко праведноста и беззаконието? Сега, ова за се суди не е лесно. Некојаш е многу тешко. Многу лесно ќе речеш за некој, па добро, тој е неверен, не иди в црква. Да. Ама иди в црква редовно, може да се излажеш, ако не судиш внимателно. Сега, членовите на црквата треба да просудат кои членови го исполнуваат условот и карактеристиките потребни за избор во звање старешина или џакон. И за старешина и за џакон слични се овие критериумите. Треба ние да процениме дали некој исполнува. Значи, не дали ми е симпатичен, дали ми направи услуга, дали ми е роднина, него дали стварно ги исполнува овие критериуми. Интересно, јас тие критериуми ги броев се 18 на број. Не се малце. А 18 е бројот на плодот на Светиот Дух. 18 својствени плодот на Светиот Дух. Вика, треба да е непорочен. Мажна една жена. Умерен, разумен, уреден, гостолюбив, способен да поучува, не пијаница, не жесток, трпелив, не наклонет кон расправи, не сребролюбец, кој управува добро со својот дом, има покорни деца, сериозен, не е новообратен. Значи, тоа е, според мене, многу важно. Добар углед пред надворешните, непрекоруван. Па ако има ваков човек, тој треба да суди. Испаѓа дека добро избран старешина е судија. И ние треба да ги стекнеме овие својства. Со нашето обраќање не ги стекнуваме одма, него ги стекнуваме со долго практикување на Словото. Ако го вршиме. Понатаму, четврто, треба да се разликуваат кои луѓе се непослушни, страшливи, слаби и слични, да поступуваме со нив согласно на упатството од Прва Солуњаните 5:14. Ве молам уште, браќа, поучувајте ги неуредните, охрабрувајте ги малодушните, помагајте им на немоćните и бидете трпеливи со сите луѓе. Во однос на судење на црквата, треба да се суди за мали спорови во самата црква, но и за скандалозни, како што се прелюби, проневери на средства, па и криминал надвор од црквата. Ако некој во светот е оправдано осуден, мора да биде опоменет и во црквата. И може на крајот да кажеме да поддршка на властите во сите праведни работи што ги прават, доколку ги прават праведно, зашто во Римјаните 13 глава е целосно посветена на односот на христијанот кон власта. И Петар вика, поштувајте го царот. Па дури христијанин може да има во светот звање судија, макар да ќе му биде многу тешко, и сите одма ќе го дознат кој е тој, и осетливи предмети председателот нема да му дава. Има еден случај во јавните работи гласила, кога беше во време на Обама донесување тие закони за истополови бракови,
еден судија кој беше христијанин, таму има, мислам, 5 судии, главни судии, имаат многу голема власт. Ниеден закон не може да стапи во сила ако сите него, или веќината него подржат. Тој судија изненада умре и после наместија некој друг и го донесува законот. Имаше некои гласини дека нешто тој не му се извршила обдукција, може нешто го отстраниле. Значи, ако христијанин е судија во светските судови, тоа ќе сведочи преку својата служба. Ја ќе кажам еден случај од мојот живот за судење по надворешноста, може би, или со предрасуди. Во 2002 година бев во Германија и на враќање си купив една кола на старо и возев кон Скопје. Во Трст зедов ферибот и ја товарив колата и влегов во кабина во која имаше 4 луѓе. И тие беа од Грција, меѓутоа во Грција има доста албанци, поготово во Епир. И ја нешто, кажувајќи за Македонија, Скопје, нешто реков лошо за албанците. И нешто помина тоа. И кога недела беше, кога се симнав и со колата почнав низ Епир да возам, возев кон Лерин. Се смрачи, веќе касно беше, одвај го наоѓав патот, веќе кон Лерин и по слаби патишта. И во Лерин залутав, почнав нагоре да возам некаде, на крајот на градот имаше една крчма. И пред крчмата имаше млади луѓе, дали беа албанци или грци, не знам, нешто ги прашав, Битола, Македонија, оде, вика таму, по тој пат. И тргнав по тој пат, наеднаш патот нема светло, пуст пат, планински пат, се погоре и погоре. И тесен пат. Реков, ова мора да е грешка, не може ова да биде пат за Битола. И застанав, сакав да ја свртам колата, патот многу тесен, и маневрирајќи ми пропадна задница тркала во ендекот. И колата легна на својот стомак и не може да вози, што погорно беше на задни тркала. И немојче, веќе 12 сата беше, телефонот веќе кредитот го истроши, не можев никому да се јавам, а во туѓа држава. Почнав да се молам на Господ и дојде во згора еден камион, како за дрва, ама беше празен, и по него една стара Олимпија кола, двајца мажи, а тие беа албанци. И ми помогна, ме извлекоа од тука. Ја викам, што сакате да ви? Бира, вика, ќе дадеш, бира. И ајде одиме во истата крчма долу. И јас викам, дај вечера за овие. Не, вика, вечера, само бира. И купив бира, а тој келнерот беше македонец. И го му кажа, што направи, бе, вика, оди изми се прво, види како си целиот испотен. Вика, зошто не влезе внатре мене да ме прашаш? Тие младичи таму надвор може да се шегуваат со тебе. Вика, ти си возрастен, стар, глупост си направил. И така, тоа беше една авантура. И после дознав кој е патот и стигна веќе една граница. И така, значи, едно моје погрешно судење имаше последици. Господ ме покара. И на крај, што би рекле, некој заклучок. Па би рекле, да не бидеме мрзливи да судиме, да се припремаме за судиви. Да не се плашиме да судиме, бидејќи ќе стане полошо во црквата, ќе се раздели. Ако во црквата некој грев се толерира долго време, сепак на крајот ќе се раздели.
Ако сме брзоплети и го судиме оној кој не треба да биде осуден и на начин како не треба да се суди, последиците пак ќе бидат лоши. Да бидеме спори на суд ако немаме доволно информација, а да не бидеме кукавици и непослушни на Бога. Тогаш Бог ќе се прослави. Амин.